Тргнувајќи од фактот дека лицата од трета доба се соочуваат со многу предизвици во секојдневното живење и грижата за оралното здравје не им е во фокусот на приоритетите, Стоматолошкиот факултет во состав на Универзитетот Свети Кирил и Методи од Скопје иницираше заедничка соработка со Сојузот на Сдруженија на пензионери на Македонија. Поздравувајќи ја ова иницијатива, во студиото ги поканивме нашите денешни гости, примариус доктор Стојанче Стефановски, председател на Комисијата за здравство и социјална политика при Сојузот на Сдруженија на пензионери на Македонија. Добар ден. И Мартина Анастасовска, студент во 6-та година и демонстратор на Стоматолошкиот факултет. Добар ден и за вас. Добар ден. Ја поздравуваме ова иницијатива и оваа ваша заедничка соработка, токму затоа сте и денеска овде со нас. Мартина, ќе почнеме од вас да слушнеме малку повеќе за работата на Стоматолошкиот факултет. Да, од оваа година Стоматолошкиот факултет во Скопје склучи меморандум за соработка со Сојузот за Сдруженија за пензионери на Република Северна Македонија, чија главна цел е, како што кажавте, унапредување на оралното здравје кај пензионерите, кој што не е во фокусот на нивното внимание. Тоа ќе се изведува преку куративни и превентивни мерки и интервенции кои што ќе ги изведуваат студентите на Стоматолошкиот факултет, но од завршните години, односно тоа се студенти кои што веќе 2-3 години имаат искуство со работа со пациенти, но секако дека овие интервенции ќе бидат контролирани од страна на професорите и асистентите од нашиот факултет. По тој повод, минатата недела на нашиот факултет се одржа триажа на сите пациенти од трето доба кои што се пријавија дека им е потребен некако вид на стоматолошка интервенција, пошто сите беа пригледани и на сите им беа закажани термини на различни катедри на нашиот факултет, соодветно на нивниот стоматолошки проблем. Од оваа недела започнуваат нашите клинички вежби, а со тоа и интервенциите кај граѓаните од третото доба, но тоа не значи дека пријавувањето за овој проект на пензионерите е веќе завршено, баш напротив, ги поканувам сите пензионери кои што имаат потреба од некако вид на стоматолошка интервенција да се јават и да се пријават на телефонскиот број 071 223 320. Така. Стојанче, за вас како член на Сојузот, како председател на комисијата, што значи една ваква соработка и она што им се нуди, сите овие активности што се нудат на лицата од трета доба? Да. Па Сојузот постојано се грижи за здравствената состојба на пензионерите и сметаше дека е потребно да се посвети внимание на оралното здравје. И заради тоа, на 3 февруари оваа година, Сојузот потпиша меморандум за соработка со Стоматолошкиот факултет при Универзитетот Свети Кирил и Методи. Придобивката ќе биде доста значајна за пензионерите, затоа што, како што и вие спомнавте, многу малце се посветува внимание на оралното здравје, а знаеме колку е важно оралното здравје за чување на здравјето на другите органи при човечкиот организам. Така да Сојузот е навистина задоволен што ќе се реализира оваа соработка, за почеток само на подрачјето на Скопје, каде што имаме околу 90.000 пензионери во 14 здруженија на пензионери. Но, секако, дека во иднина ќе бидат вклучени и пензионерите од другите здруженија во Републиката. Со тоа сметаме дека оралното здравје ќе биде значително подобрено и ќе се посвети внимание и на превентивната и на куративната заштита на оралното здравје, што, како што спомнав, е многу важно за унапредување на здравјето на пензионерите. И Сојузот е навистина задоволен од соработката што ќе имаме со Стоматолошкиот факултет. Дали сте задоволни од одзивот кај пензионерите, кај оние кои преку вас, преку своите здруженија, имаа можност да дознаат за една ваква соработка? Да, пензионерите се доста задоволни. Уште одма на почетокот
кога го потпишавме овој меморандум за соработка, Сојузот изготви еден постер каде што има наслов „Ја сакаме вашата насмевка“, за да можат пензионерите навистина имаат и подобар изглед, но и нивниот забало и целата орална шуплина да биде добро сачувана, за да може да биде унапредено нивното здравје. Ние одма испративме до сите здруженија на пензионери известување за тој меморандум за соработка и го испративме тој постер каде што во сите здруженија е ставен на огласните табли за да можат пензионерите да се пријават. И имаме информација до Сојузот како изразена благодарност до раководството на Сојузот на пензионерите за таква една превземена активност. Така. Што е на што го забележавте како најчест проблем, кога станува збор за оралното здравје кај лицата од трета доба? Во однос на најчестиот проблем беа заболувања на оралната празнина, на меките ткива, односно таквите пациенти беа веднаш закажани на катедрата за болести на устата и пародонтот, каде што ќе се вршат интервенции од типот на лекување на заболувања на меките ткива, како што е јазикот, гингивата, но и целокупната орална лигавица од типот на автозни промени, некои механички повреди исто така на оралната лигавица. Потоа забниот камен, односно тврдите забни наслаги, каде што исто така на оваа катедра ќе се чистат тврдите забни наслаги, но и меките, односно денталниот плак и исто така обработка на пародонталните џебови, како што знаеме, пародонтопатијата е често заболување кај граѓаните од третото доба. Во однос на другите интервенции кои што ќе се вршат се од областа на оралната хирургија, односно тука влегуваат контролните прегледи, специјалистичките прегледи, како и екстракцијата, односно вадењето на забите, понатака од катедрата за болести на забите и ендодонтот, односно тука влегува санирањето на кариесот на забите, потоа замена на веќе старите и дотрајани пломби, но исто така и чистење и обработка на коренските канали на забите. И исто така едно од најчестите е во областа на стоматолошката протетика, односно кај овие пациенти ќе бидат исто така бесплатно изработени тотални или парцијални протези, како и коронки и мостови, секако онамо каде што има потреба, а и услови за изработка на истите. Одлично што споменавте бесплатно, тој сакав да прашам како следно прашање, кои од овие услуги ќе бидат бесплатни, а за кои ќе треба да партиципираат лицата? Па во договорот со деканот на стоматолошкиот факултет и продеканката за настава на стоматолошкиот факултет беше договорено да прегледите на пензионерите бидат бесплатни, а потоа каде ќе има потреба ќе се испраќаат на соодветна клиника, како што кажа колешката во своето излагање. Така. Уште малку да слушнеме за работата на Комисијата за здравство, која долги години успешно функционира во рамки на Сојузот. Да. Освен овие соработки, на што работите? Колку сте ви активни всушност? Ево, Комисијата за здравство при извршниот одбор на Сојузот на Сдруженијата на пензионерите на Македонија активно работи подолго време со цел за унапредување и чување на здравствената состојба на пензионерите. Тоа е една од главните активности на Комисијата, но секако дека тука е и социјалната заштита на пензионерите, посебно на пензионерите со ниски пензии и пензионери кои што имаат нарушена здравствена состојба. Комисијата се состанува по потреба според актуелноста и секогаш работи со актуелните проблеми на пензионерите во нивната, согласно нивната возраст. Имаме редовна соработка и барајна, најчесто до институциите во државата, посебно до Министерството за здравство, Министерството за труд и социјална политика, до Фондот за здравствено осигурување на пензионерите, така да сите активности се насочени кон
насърчување и подобрување на здравствената и социјалната состојба на пензионерите. Така. И не прашав што за вас како млади луѓе, како идни стоматолози, значи една ваква соработка, постојаната средба со лицата од трета доба, можноста да им се помогне секако. Оваа соработка секако значи многу за нас во однос на праксата, односно ние како студенти, колку повеќе пациенти сработиме, толку поголемо искуство стекнуваме и потоа се обучуваме за самостојна работа после завршување на нашите студии. Така да овој меморандум е од големо значење за нас. Така. Јас уште би ја додал дека Сојузот навистина води грижа за здраво старење и грижа кон безбедност на пензионерите од сите аспекти. Председателката на Сојузот на пензионерите на Македонија, Станка Трајкова, потпиша меморандум за соработка со Институтот за комуникацијски студии. Така да тој меморандум ќе биде испратен повторно до сите здруженија во Република Македонија, а на број се 53, каде членуваат околу 290.000 пензионери. Така да Сојузот навистина води континуирана грижа за подобар живот на пензионерите во сите области. Ви благодарам многу за тоа што бевте гости во емисијата Трета доба, што имавме можност заедно со вас да им соопштиме на нашите гледачи, на пошироката јавност за една ваква прекрасна соработка. И ви посакувам успешна работа во иднина. Ви благодариме. Ви благодариме на поканата.